Замисли, си седиш во паб со другарите, си пиеш пиво, имате сите многу пари и ти текнува, знаеш што? Ќе направам вистински офроудер. И тука започнува една приказна која што се вика Ineos Grenadier, кој што е крстен баш по истиот паб кај што си седел да пиеш пиво и ти текнала на целава идеја. Сега ќе видиме дали ова е една добра или лоша пивска приказна. И не се секирај, патигите ми се соблечени, не го гребам кровот, а ова е предвидено тука за да се седи, да се стои, да ставаш еден тон други работи. Ајде вака, прво да ви објаснам зашто станува збор. Да, приказната која што ви ја кажав горе стварно е вистина и вака започна целата приказна. Сер Джим Ратклиф, кој што е сопственикот на Ineos, на компанијата Ineos, една од најголемите хемиски компании во светот, еден огромен ентузијаст во офроудот и во Land Rover Defender, зборам за оној претходниот, кој што кај нас најчесто се гледа кај полицијата и армијата. Завршуваат Land Rover со таа генерација, го прекинуваат тоа производство, одат на малку по-лайфстайл изvedба, што веќе го знаете, бидејќи тој модел веќе го имам возено. Ја прекинуваат таа линија и господинот си е богат и си оди во Land Rover и се кажа: здраво дечки, колку пари треба јас да си платам за повторно си го имам вистинскиот офроудер на располагање за со другарите да си одиме да си возиме. Defender кажуваат: веќе не постои, не може тоа да се произведува, го имаш само новиот ако сакаш. Вика: окей, колку пари може да дадам за да го откупам целиот производствен погон, сите скици, сите нацрти, се што треба за да го имам оригиналниот Defender на располагање. Толку пари ги зима, седнува во паб, кажуваат: окей, како ќе ми се вика возилото? Ineos. Аха, тоа е брендот, а како ќе го крстиме моделот? Grenadier. Зошто? Бидејќи самиот паб така се викал. Но Ineos Grenadier, да, ја има истата платформа како Defender, но има уште неколку други интересни работи. Ова е приказната како започнал како брендот Ineos Automotive, а сега ќе ви кажам како започнал Defender, односно како започнал Grenadier да се произведува. Океј, и од тука започнува целата приказна за конструирање на Grenadier. Односно, Сер Джим Ратклиф оди во BMW и кажа: дечки, што можете ми понудите за враќање на една легенда кој што ќе биде вистински офроудер, кој што ќе биде препознатлив мотор за офроудери, кој што ќе биде издржлив, добар, моќен. BMW му вика: слушај, можеме те понудиме 3.0 бензински и 3.0 дизел мотор. Двата се линиски, двата се шестаци и двата се еден од најпрепознатливите мотори. B57 и B58 мотор. И всушност тука многу гордо се пишано Powered by BMW. Односно во моментов тука имам 3.0 дизел мотор, линиски шестак со 245 конски сили и 550 ньютон метри. Исто така BMW заедно со ZF во комбинација на овој мотор даваат и 8 степен ZF автоматски менувач, што значи дека оној препознатливиот Cobra менувачот го имаме сега и тука. Подоцно оди во Recaro. Дечки, што можете им понудите за седишта, за да бидат издржливи, да бидат водоотпорни, лесно се чистат, сепак ќе се оди на офроуд? Recaro седишта, најдобрите, кочници Brembo, суспензија Eibach. Дополнително на тоа, она што го има од Defender го зајакнува, го зацврстува и го прави уште подобар. Односно, ова е возило кое што има посебно шасија и посебно каросерија, што значи дека можете слободно да го одвоите како и старите Defendери. Со тоа што целата шасија, целата платформа одоздола е направена дополнително по-зацврстена, за некои 3 мм има дополнително здебелено целиот зид на шасијата и исто така имат измачкано со восоци кои што спречуваат корозија, што значи дека сега овој автомобил треба да биде многу по-издржлив. Плюс на сето тоа, суспензијата, како што кажав, Eibach, да, но е дополнително уцврстена, што има ставено странични подпори напред и позади. И сега многу по-цврст, многу по-стабилен и тие се со многу поголема фили, по-дебели се. Но тука не завршува целата приказна. Сер Джим Ратклиф зима еден погон и од Мерцедес, конкретно од G класа, кој што е производствен погон во Франција, односно во Хамбах. И технички од 2021 година таму се произведува овој Grenadier. Значи целото
производство за овој модел е европско. Значи не е кинеско, не е тајландско, не знам какво. Ова е европски модел. Ако некој ме прашува, добро Кирил, моделов од каде, ќе ти кажам од Европа. Не ти кажам конкретна земја, не ти кажам конкретен човек, место, бидејќи буквално цела Европа е вмешана во неговото производство. Дури и тука од страна ќе видите британско и германско знаме, бидејќи најголемиот процент на продукти се германски и британски, но како што гледате, буквално цела Европа е вмешана. Сега околу дизајнот, да, ќе кажете, знаеш, и наликува на Defender. Апсолутно, бидејќи скиците се тие, но е драстично поразличен. Многу е поголем, многу е помасивен. Во одредени моменти како тука, да, изгледа буквално како Defender, дури Defender ги тужат неколку пати Ineos ради авторски права и губат, бидејќи на крајот на денот е тотално различен модел. Како напред, така и позади. И нешто што ме е многу интересно и што многу новинари низ целиот свет не може да го разберат, како овие браници се сертифицирани и имат хомологација во Европа. Да, овие браници вака масивни, вака големи и офроудерски се во хомологација со него. И нешто што е многу интересно, што во дополнителна опрема напред или позади можеш да си ставиш витло, тука фабрички во хомологација да ти биде, да не се мислиш дали ќе ти пројде на регистрација така натаму, можеш да си го возиш и да влече до 5,5 тони. Сега за ова возило многу се битни овие технички податоци, односно ширината му е 4895 мм, односно речи си 5 метри е широк, висински е 2036, меѓу скиното растојание му е речи си 3 метра, односно 292 сантиметри и нешто што е многу интересно, највисок е во својата класа од земја, односно од земја е одвоен 28 см,1, додека влезниот агол му е 35,5 степени, а задниот му е 36,1 степен. На располагање имате перманентен погон на сите 4 тркала, имате капацитет на резервар од 90 литри и она што е многу интересно, на овие делови тука имате подготвени джекови, само да си ставите светло и да терате. Внатре имате копчиња и све и само си возиш. Блокада на диференцијал централен и она што е многу интересно, нема никаква електроника. Чиста механика. 17-инчни тркала и плюс режим за возење на офроуд и во вода. Имаме интериер кој што е комбинација на авион и војничко возило. Буквално изгледа моќно, масивно, интересно, бидејќи со сите овие копчиња тука горе и доле е тотално различен од се што се нуди. Горе имаме копчиња кои што се припремите за светлата од надвор, ги имаме опциите за офроуд возењето и нормално тука доле е за климата. 12,3 инчен екран кој што со Pathfinder навигација и сите информација околу офроуд возењето и поврзување со телефонот можете ги најдете тука. Пред возачот има едно мало екранче кој што само ги прикажува сите информации кои што му се потребни на возачот при возење на офроуд. Нормално тука имаме и активен компас кој што секој пат ни покажува на која страна се движиме во светот и моментални координати. Интересното е тоа што тука се рекаро седиштата кој што ви кажав и се лесно се чистат, но исто така и целиот интериер кој што лесно се чисти од кој ќе го изалкате бидејќи го возиш да го прљаш. И нешто што е многу интересно, имаме една свирка за мажи, имаме една свирка тут-тут за пешаци. За да биде прав офроудер имаш неколку различни комбинации од Grenadier кој што тебе ќе ти бркат работа. Односно, имаш N1 теретно возило како ова и тука странично немаш стакла, имаш мрежа и можеш да го товараш колку што сакаш овде. И исто така можеш да имаш стакла, да имаш седишта, да го комбинираш како што тебе ти одговара, да имаш сафари стакла напред или можеш да го комбинираш со седишта, со чуда, со врагови, со што и тебе да ти одговара, бидејќи на овие шини тука можеш буквално што сакаш да си ставиш во дополнителна опрема. Овие две врати се одлични да ги користиш онака како што ти требаат. А тука е скалата за се качиш горе. За дополнително офроуд искуство, како што кажав, и тука од страна ги имаме овие шини, што значи дека можеш да си купиш се што ти треба за офроуд, било какви алатки, било какви куфери, било какви канистри, да си ги закачиш тука и да одиш на пат. Но исто така, за да биде модерно возило, имаме LED предни светла, LED задни светла и исто така имаме USB приклучоци внатре, што значи дека телефонот може секој пат да си го полниш внатре и да го поврзеш со овој екран. Сега доаѓа време за јас да ви објаснам зошто овој офроудер е прав за
нашата полиција, за нашата армија, за нашата дирекција за заштита и спасување, зошто сакам да сум како Стојан Чангелов со него и зошто овој офроудер е вистинскиот офроудер и најдобриот во моментов во својата класа. Дечки, возилово чини 99.000 евро. Да, знам дека се страшно многу пари, односно чини од 99.000 евро. Но кога погледаме целата конкуренција, сватите кусари не се така многу пари, бидејќи конкуренцијата е горе-доле истата сума. Со тоа што тие се лайфстайл, Land Cruiser-от, Defender-от, што ги возевме неодамна, се стварно фантастични возила, стварно фантастични офроудери, но кога станува збор за вакви терени кај што стварно појма немам кај сум, ама апсолутно појма немам кај сум, на вакви терени ова е вистинскиот офроудер. И уште сега ќе ви кажам, ако прашањето се поставува дали ова е копија на Defender и ги има најдобрите компоненти превземено од секаде, дали е само као малку подобрена верзија на Defender, ќе ви кажам не. Ова е многу сериозен офроудер, односно ова е Defenderот што требаше да биде за сите оние ентузијасти кои што бара наследник на Defender ваков, груб, робустен, масивен и немилосрден за вакви терени, тогаш ова е тоа возило. Ама најсериозно ова е тоа возило што ви треба. Сега, само сакам да ви кажам дека ова возило се вози баш вака, за мене. Бидејќи можеш да се уживаш во природата, во се она што го проаѓаш, иако не знаеш кај си, нели? Едноставно, уживаш, плюс тука ти е така направено меко, да си ја потпреш раката, да си уживаш, иако немаш искуство нешто као мене, пример. Едноставно, си ја ставаш тука и уживаш во возењето, бидејќи е толку едноставно, толку е направено да е едноставен за сите. Дополнително на тоа, немаш системи, немаш електронски блокади, немаш ништо, чиста механика, си ја ставаш само во лоу, диференцијалот го заклучуваш и шибаш. На вакви патчиња апсолутно нема да имаш никаква мака. Малце газ, нежно на газта, нежно на кочница и ти проаѓаш апсолутно секаков терен. Дали се 45 степени агол, дали се камења, дали се карпи, дали е песок, кал, што и да е, апсолутно јас деновиве не најдов никаква пречка. Иако го возев со Кицо, еден пријател, ентузијаст, кој што е стварно сериозен офроудер, би кажал, не извозе на такви сериозни патчиња, кај што сериозни други возила не успеале да поминат. Многу ретко кој возило можело да помине таму и не се снајде одлично. Имавме една критика, кој што ќе кажам, таа критика е дека воланот е малку потежок од она што го очекуваме да биде. Иако па мене ми се допаѓа што има една мала луфта, не е така директен управувачкиот систем, но тоа е добро на вакви терени, бидејќи ако е преагресивен на волан, може и да направите белја. Додека ваквата луфта, би кажал, е многу подобра, бидејќи можете полесно да излезете од одредени дупки. Исто така, нешто што интересно се каже дека имате 4 круга на вртење на воланот. Сега, тоа е добро, но и не е добро, бидејќи па има многу мал лак на вртење, што во одредени ситуации искрено пречи, бидејќи треба многу да одите напред-назад, а искрено не знам зошто направиле да има толку голем лак на вртење. Но мора да потенцирам дека е страшно удобен, страшно мек, нешто што воопшто не очекував за него, да ја има оваа мекост. Да, во град, ако ме прашувате, го возев, се убив од возење оваа недела што го имав на тест, но во град искрено јас би се пронајдел со него. Можеби некој друг кој што бара возило од лайфстайл сегмент нема да се пронајде, ќе му биде премасивен, преагресивен, преголем, но за мене апсолутно да, јас пример би го возел, но работата што ова возило има намена, баш како што е пишано, направено за намена, направено за работа, не е играчка ова. Ова возило е да земеш и да бркаш работа со него, да завршиш одредени моменти. Затоа кажам дека ова возило е за Стојан Чангелов, за дирекција и за заштита и спасување, за полиција, пожарна, амбуланта, армија, за сите тие ова е возило за нив, бидејќи вакво возило
ни треба да дојде до вакво непристапно место, да заврши работа, да им помогне на институциите, да им помогне на луѓето кои што имаат потреба. Затоа кажам дека ова возило исклучиво, ова возило за тие луѓе кои што имаат сериозна работа, сериозна намена, и кои што ова возило ќе го користат како алатка, а не играчка. И без разлика што чини 90, односно од 99.000 евра, луѓе, јас сум убеден дека нема да има ниту еден човек кој што ќе противречи за набавка на вакви возила. Србија нарача вакви возила, цел свет за својата армија нарача вакви возила. Зошто да не и ние? Ни треба. Значи ова возило е возило кое што стварно ќе се користи за она што ни треба. Не може ова да биде луксузно возило, да се разбереме. А при тоа на сето тоа во град ги имате сите удобности кои што ви се потребни. Паркинг сензори, па и тука из офроуд некој пат знаат да затребаат. И исто така имате и паркинг камера за позади, што искрено помага за возило од ваков габарит, страшно многу помага. Искрено мислам дека кажав се што требаше да кажам за Ineos Grenadier, бар оние информации кои што се потребни. Јас немам некој преголем офроуд искуство, но искрено поминав одлично време со него. Многу ќе ми биде жал сега што ќе треба да го враќам. Веќе страшно добро возило, страшно масивно, страшно агресивно изгледа. Возбудливо е секое возење со него, а при тоа многу удобно тука внатре. Сите овие компоненти кои што ги имаат направено Ineos се фантастично добро, и оваа пивска приказна е апсолутно успешна, бидејќи еве, ако муабетот е дека е направен на муабет во еден локален паб, тоа пиво е апсолутно добро. Треба да се проба, бидејќи е успешна приказна направена од сето тоа. И на крајот на денот имаме еден продукт кој што фасцинира. Јас тука некаде ќе завршам. Доста ги растресов цревата на Ангела позади. Полека треба да се враќа ова возило, за жал. Вие направете сабскрип, пишете ми коментар што мислите за Ineos, што мислите за сите негови ривали, и дефинитивно дали мислите, односно колку мислите дека ни се потребни возила во нашава држава вакви. Се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!